Вечерва во Отворено зборуваме за најтрагичната несреќа во поновата историја на Македонија, пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој животот го загубија 59 лица и повеќе од 100 се сериозно повредени. Дали оваа трагедија можеше да се спречи? Кој е одговорен за пропустите во безбедносните мерки, во издавањето на лиценците? Дали системската корупција е општественото зло кое никако да го искорениме и после веќе речиси 35 години независност на оваа држава? Разговараме за можните законски последици, за системските пропусти што доведоа до оваа трагедија и за тоа како да се спречат вакви несреќи во иднина. Мои вечерашни гости на оваа тема се адвокатот Звонко Давидович. Добра вечер, добро дојдовте во студиото, и професорот на Факултетот за безбедност Александар Ивановски. Добра вечер и за вас, професоре Ивановски. Кога ќе се случи ваква трагедија, сите прашуваме можеше ли да се спречи и наеднаш на сите им е јасно што требало, што можело да се направи кога ќе го видиме оној објект кој што барем од надвор не наликува на се освен на она што му била намената дискотека. Какво е вашето согледување еве прво на тој сегмент, да речеме, од еден безбедносен аспект, кога ги видовте и снимките, и објектот, и сето тоа што таму се случи? Прво, морам да кажам дека како човек, како и сите ние, бев длабоко вознемирен, тажен но од друга страна и гневен за тоа како дозволивме да дојдеме до една ситуација во која еден таков објект ќе дозволиме да собере стотици млади луѓе и ќе ги проголта оган за 10, 15, 20 минути. Во оваа смисла морам да кажам дека ако го анализираме самиот настан од безбедносна гледна точка, од аспект на постапување на институциите кои се дел од безбедносниот систем, пред се тука мислам на Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи. Морам да споменам и локалната самоуправа, која согласно законот од 2002 година има значителни надлежности во дел од овие работи, укажува на тоа дека ние веќе можеме по дефиниција да се вброиме во нефункционална држава, или оно што на англиски значи failed state. Тоа е во ситуација кога граѓаните немаат доверба дека државата е тука и може да ги заштити нивните права. Ние во уставно право учиме дека во општествениот договор предаваме дел од нашите привилегии и надлежности на име на јавната власт со таа да не заштити. Во овој случај мислам дека не постои некој кој во моментот може да каже дека има доверба во системот. И ако навлеземе во тоа кој се учествувал и кој се бил надлежен за оваа ситуација, оние што ги споменав, општината, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, други инспекторати кои се дел од Министерство за финансии, Министерство за економија, значи ние практично речиси и да нема институција од извршната власт која не учествувала во создавање на или со неизвршување, не зборам со активно извршување, меѓутоа со неизвршување на своите активности, а кој била должна да ги изврши, за да дојде до оваа ситуација. Лесно е да се каже, Давидович, државата е крива, и кога ќе речеме државата, тоа се низа на елементи, низа на институции, низа на луѓе. Најпосле државата сме сите ние кои што учествуваат во креирањето и на безбедносната и на целата општествена слика за неа. Како кога ќе се случи ваков настан, како овој,
и кога треба да се лоцира кривично правна одговорност. Од каде треба да се појде? Почетокот. Како и Почетокот е 2012. Така, токму така. Знаете како? Ајде, она што го викам да почнеме од почеток. Пред се 2023 година, Агелер, како амерички амбасадор овде во Република Македонија, каже една многу битна работа која беше и со недипломатски речник. Дека овде има епидемија на корупција. И не предупреди дека корупцијата е до тоа ниво да луѓето во Република Македонија почнаа ради корупцијата да ги губат своите животи. И тоа се случува. Она што го кажа мојот соговорник, државата е таа која треба да ја гарантира и обезбеди безбедност и сигурноста на граѓаните. Ако јас се качам на брод на Охридско езеро, јас не морам да знам кој е капетан и дали има лиценца и дали бродот може или не може да плови, туку треба да верувам на државата и на институциите кои се надлежни за таа работа, арно ама бродот потона и се удавија куп бугарски државјани. Се качија наши луѓе во автобус, каде што автобусот треба да е технички исправен, да има лиценца, изгореа. Луѓе отидоа да се лекуваат од ковид во болница во Тетово и изгореа. Сега ни изгореа 59 деца и 100 се повредени. Кој сме ние? Зашто зборуваме за каква држава, за какви одговорности, за какви раководни лица? Деновиве се наслушав. Политикантите објаснуваат, раскажуваат, лицитираат и го објаснуваат извршителскиот круг, па кој е виновен, па кој е повеќе виновен, кој е помалку виновен. Тоа е работа на обвинителството. Би било добро да замолчат и да ги остават луѓето со својата тага и болка, да ги испратат своите најблиски. Не е дозволиво ректори и декани на факултети да користат и добиваат дневно политички поени на мирни протести на студенти. Сакам да ви кажам, ние мораме еднаш веќе да сватиме дека извршната власт е надлежна да ги спроведува политиките и законот и законите кои ги донело собранието. Ништо повеќе, ништо помалку, и не може да лицитира со нечиви одговорности, да презима функции и надлежности на обвинителството и на судот. Собранието е тоа која треба да носи закони, обвинителството да ги гони кривичните дела, судот да ги суди. Но за жал, кај нас не владее нормална атмосфера, ниту поделба на власт. Ние сме крајно корумпирано општество, партизирана држава во која не владеат законите. Многу пати меѓународните институции ни кажале, нашата законска рамка е доволна за да ги спроведеме реформите и да бидеме една нормална, правна и граѓанска држава. Ние тоа не го правиме. Ние постојано имаме недопирливи луѓе, имаме луѓе кои се политиканти во симбиоза со тајкуни, со бизнис елита, со дел од судската власт и сето тоа. Не можеме да функционираме нормално како држава. Ако само функционираа законите, оваа дискотека ќе работеше ли во? Апсолутно не. Затоа што ви имате институции, значи ние имаме во конкретниот случај две работи. Прво, дали тој објект воопшто можел да биде тоа што представувал, да биде дискотека, или да биде место во кое стотици луѓе може да се соберат. Кога ќе го добиеме одговорот дали можел или не можел и кој е одговорен што таа дискотека била дискотека, а не смеела да биде, го имаме кругот на луѓето по име и по презиме кои се одговорни. Па после треба да истражиме зошто и што е причината за пожарот кој однесе толку многу животи. Луѓе, ние зборуваме, ден денес се спомнува и е траума на македонскиот народ низ историјата, стрелањето на младинците во Ваташа. Знаете ли колку луѓе се стрелани таму? 12. Ние зборуваме за 59 жртви во мирнодопско време. И секој
како ќе се појави на Бина, како ќе се појави на некој на некоја пресконференција, вика не сум ја виновен претходниот. Не, сите се виновни. Сите се виновни наназад, сегашните, па здравје Божи идните, ако продолжи ваквата ситуација. Зошто? Циклично се менуваат партиите овде на власт. Едните исти се 20-30 години, едните исти ликови. Секој пат кога ќе дојдат на власт, го деинсталираат апаратот со своји партиски војници, послушници, али не кадарни луѓе кои не се способни да се носат со функциите кои ги имаат. Следниот како ќе дојде повторно го деинсталира апаратот. И ние немаме ниту континуитет, ниту квалитетни луѓе на своје места, ниту институции. Све е крајно исполитизирано и корумпирано. Иванов, се извинувам. Професорот, министерот вели, ова беше нелегален настан, практично. Бидејќи дискотеката немаше лиценца и таа што ја имала била фалсификувана според тие најнови информации кои што ги кажа и премиерот и министерот. И во такви услови настанот практично се третира како дело што не постои или не можам да сватам докрај. Но ако не постоел настанот, немаше да имаме не жртви. Како во една ваква ситуација можело да се спречи воопшто да се одржи тој настан? Видете, јас во нелегален објект, во нелегална дискотека, без лиценца, без нешто. Видете, сега немам детали во однос на истрагата. Меѓутоа, од законските обврски на Министерството за внатрешни работи, тоа што не бил пријавен, не значи дека не постоел. Тоа што не бил пријавен, не значи дека немало луѓе таму 500 кои се завалува. Тоа што не бил пријавен, не значи немало дека гласна музика. Дури јас мислам дека прочита во медиумите дека таму имало официјално полициски службеници на Министерството за внатрешни работи кои работеле согласно информацијата поврзано со недозволена трговија и шверц. Со наркотични средства. Сега, јас би го поставил прашањето вака. Ако бил нелегален објектот, имал лажна лиценца, една од основните функции на полицијата согласно закон за полиција е спречување на вршење на кривични дела, гонење на нивните сторители и така натаму. Во надворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани има инспектори за економско-финансиски криминал. Тие се сосема надлежни и повикани, и тоа им е нивна обврска и должност законска, да тие ги проверуваат овие објекти и евентуално, јас не можам да преюдицирам дали е лиценца, дали е и така натаму, но тие се обврзани да ги проверуваат овие документи. И тоа, ако Државниот пазарен инспекторат или Министерство економија не го проверило нивниот инспекцијски надзор, не значи дека Министерството за внатрешни работи не може да го провери законитоста на Значи, постојат низа на институции кои што можат од секој од свој аспект да го проверат работењето на било кој објект. Апсолутно и Министерството е едно од тие. Министерството има и законски овластувања, кои се полициски овластувања согласно законот за полиција, кои се најшироки и опфаќаат најголем дел од апаратот на принуда во државата, и тоа во основа има сознанија. И по бројност Министерството за внатрешни работи е најголем и со оглед на монополот на располагање на физичка принуда, Министерството, ако сакате, и врши контрола на работата на агенциите за приватно обезбедување. Таму лиценците ги издава комората, но Министерството за внатрешни работи на крајот на денот ја врши контролата. Според тоа, не можеме да кажеме дека ако било присутно, не знам, значи немам детали, меѓутоа ако било присутно за недозволена трговија и шверц, а ако има гласна музика, дека Министерството ќе каже ние нема да постапуваме за гласна музика или за точење на алкохол или за употреба на пиротехнички средства, ние го гледаме тоа или гледаме дека има оружје, нема да постапуваме, за тоа ќе постапуваме, денес сме дојдени за недозволена трговија и шверц. Не само тоа, туку Министерството за внатрешни работи кога постапува во вакви согласно член 37 од правилникот за вршење на полициски работи, кој правниот основа има во законот за полиција.
Мора да постои оперативен план. Оперативниот план опфаќа проценка на ризик. Таа проценка на ризик подразбира влезови и излези на објектот, димензии на објектот, број на полициски службеници кои се ангажираат, што се контролира, евентуално ако се прави заедничка акција со други државни органи кои се надлежни, например Државен пазарен инспекторат, Управа за јавни приходи, нешто каде што Министерството нема практично овластување или специфични знаења, меѓутоа е потребно за асистенција за да го заврши самиот процес на проверка на законитост или безбедност. Можеле ли тоа да го направат во изминатава година, не само за овој објект? Претпоставувам 70% од објектите кои што постојат како ноќни клубови може би не ги исполнуваат овие стандарди и еве сега се влегува нели во таа процедура, меѓутоа малку премногу доцна. Многу доцна, прашувате дали можеле. Не можеле, морале. Значи не се работи овде дали јас сакам или не сакам, него сум должен моите законски надлежности како институција да ги спроведам. Но премиерот, денеска го слушам, премиерот вели само по пријава оди пазарна инспекција во овие објекти. Видете, не би сакал да коментирам човек од извршна власт во врска со правниот дел. Значи, постојат институции, постои закон за тие институции и постои надлежност на тие институции. Добро, нема да ги коментираме тогаш луѓето кои што се оние одговорни за давање дозволи лиценци. Како воопшто овој објект прво ја добил лиценцата? Мене тоа не ми е јасно. Токму тоа сакам да ви го кажам. Не сакам да коментирам лиценца, а работи од 2014. Не сакам да коментирам нешто што се дневно политички и политикански изјави, било чиви. А на тоа се сведуваат политичарите и да ги заборавиме. Затоа што тие се оние кои што доведоа до оваа ситуација преку партизирање на државата и корумпираност на системот и разнебитување на системот. Така да не сакам да дискутирам за нив. Еден политичар има доблест, ова се политиканти кои дневно политички поени добиваат. Политичар е Столтенберг. Вие се сеќавате дека 70 и нешто деца беа таму убиени, но тој излезе сам, без обезбедување, без никого, пред родителите на убиените деца ја понуди својата оставка. Тоа се политичари, а не се политичари тие што секој утро на партизанска со 3 возила со ротација ги бутаат колоните лево и десно за да може да помине. Као страшно важна личност која многу битни работи обавува во државата, а не ги извршува своите основни функции. Ако Министерството за внатрешни работи не врши контрола на објектите, а мора да врши, значи дека сторува дело, односно пропушта свое работење, она што е должно да го направи. Дело тоа представува и кривично дело со несторување. Државниот пазарен инспекторат, агенција и дирекција за тревожење, спасување, еден куп, една лепеза на органи има кои не ги извршувале своите работи. Што работеле? Дали можело, морале да извршат контрола на овој? И ова се случува во 8 години, постојано. Така е, но пазите кога е реакцијата? Постфестум. Кај нас се постфестум од кога ќе се случи. Ние немаме превентивно делување на ниту една ситуација. Така да, ние луѓе немаме, као што бевте запознати, немаме дури ни неколку кревети за лекување на пациенти кои што се изгорени. Ни неколку кревети. Зашто зборуваме ние овде? Добро. Како може да ја добие лиценцата? Тоа прашање многу ме интересира. Велат не се излегува на терен и лиценцата се добива врз основа на изјава на собственикот на објектот по полна материјална, кривична и така натаму одговорност дека ги исполнува критериумите. Добро, ова не е во мојот домен на експертиза, меѓутоа би сакал да отворам едно прашање поврзано со мојот соговорник. А тоа е делот на кризно комуницирање. Ме инспирираше кризно комуницирање и еве и да запознам јавноста и да повикам дали системот за управување со кризи и системот за заштита и спасување во ситуацијата одговорија на предизвикот. Вие како што знаете, имаме центар за управување со кризи. Тој центар не е само за летно време
да гледаме како правиме селфиња за правење пожари. Тоа е сериозна системска институција која треба да врши превенција, рано предупредување и справување со последиците од кризни состојби. А кризни состојби можат да бидат природни непогоди, загрозување по безбедноста или други несреќи. Овој пожар е друга несреќа. Сега, во оваа ситуација би сакал да ви насочам дека и самата реакција на лице место, не знам какви ви се информациите, дали регионалниот штаб, Кочани има регионален штаб за управување со кризи, локалната самоуправа, согласно законот и системот за управување со кризи, врши проценка на ризици и опасности. Од делот на управување со кризи, а во делот на заштита и спасување прави проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи и создава план за заштита и спасување. Добро, но кој можел да предпостави дека ова е некоја темпирана бомба? Но верувајте дека ова постои, ама ова постои за да не дојде до ваква ситуација. Во нашето општество тоа не се сваќа така. Ама сите морале да предпостават. Сите до еден. Знаете зошто? Тоа нелегален настан. Чекайте луѓе, тоа е некако, знаете како изгледа? Као ноќта сите се собравме и отидовме во дискотека тајно и никој не знае дека се случило. Чекайте, тоа биле најави. Добро, карти се продавале на Facebook. Карти, па биле најави, па се маркетинг, па се рекламирало дека ќе се настапува. Па не е тоа нешто што било тајно. Па не можеле, не е Кочани, Њујорк, да не се знае дека ќе се соберат стотици луѓе во тој објект. Па што е луѓето во Кочани не знаат како изгледа тој објект? Службите надлежни не знаат како изгледа. Нема 15 дискотеки, има една дискотека, зимска и една една летна. И ја тврдам дека сите по име и по презиме одговорни и надлежни од институциите точно знаеле како изгледа. Но се надевале лекомислено дека никош до вакво нешто нема да дојде. Тоа нас лекомислено и тоа непостапување и тоа непочитување на законите и необавување на својата функција не чини животи. Во системот за заштита и спасување, морам да ви обрнам внимание на ова. Значи, ние не ги сакаме несреќите, но тие се случуваат и ќе се случуваат. За жал, ова е несреќа 100% предизвикана од човек. Единствен поголема трагедија и катастрофа во нашата историја е земјотресот од 63-та, но тој е природен настан. Поплавата во Стајковци со 20, тој е природен настан. Ова е од човек предизвикана несреќа. Системот за заштита и спасување подразбира проценка, изработка на проценка на закана од природни непогоди и други несреќи и правење на план за заштита и спасување. Во тој за план за заштита и спасување се анализираат сите овие елементи и постојат инспектори во дирекцијата за заштита и спасување кои се овластени да вршат инспекциски надзор во врска со примена на законот за заштита и спасување. Сакам да обрнам внимание на јавноста за еден многу битен елемент во безбедносниот систем, а тоа е системот на заштита и спасување и системот за вонредни состојби или кризни состојби, како ние што го Дирекцијата за заштита и спасување требала да предупреди на можни реперкусии не само кај овој објект, туку да лоцира и уште 20 вакви или од ваков карактер кои што може да бидат проблем, како што може да биде проблем да речеме улица каде што нема пешачки премина, граѓаните поминуваат таму бидејќи такво е движењето. Не станува збор за овој систем за заштита и спасување. Морам вака сега малку да ве информирам. Тој застанал како системот за цивилна заштита се создал во Првата светска војна како резултат на масовната употреба на оружје. Прво во рамки на Министерството за внатрешни работи, за заштита на цивилите од последиците од војна. Меѓутоа, тој со тек на време се развива. Обврската на Дирекцијата за заштита и спасување е контрола на сите правни субјекти кои се дел од системот на заштита и спасување, а системот на заштита и спасување го сочинуваат сите јавни државни органи, трговски друштва, организации и органи со јавни овластувања. Сите нив е должна да врши контрола на примена на овие мерки. Например, таа е должна и да го спроведува законот за противпожарна заштита. Тој предвидува, има многу решенија,
меѓу кои, например, дека определени субјекти во системот мора да имаат и собствена противпожарна заштита. Значи, станува збор за многу сложена материја. Во ситуацијата треба да видиме дали општината на локално ниво имала проценка на загрозеност и план за заштита и спасување и дали се извршил инспекцијски надзор за истиот. Јас не ја девалвирам лиценцата и низиниот фалсификат, но кога имаме објект од 15 години кој функционирал, овој елемент каде што постојано на редовна основа се собирале маса на луѓе, морало да биде исконтролиран дали ги обезбедува основните безбедносни стандарди за организација на било каква манифестација. Значи ли овде дека почнувајќи од локалната самоуправа, кон останатите државни органи кои што веќе ги споменавме, имаат Сите потврдува. Сите до еден. не само морална, туку некои од нив и кривична Не одговорност. зборуваме за морална одговорност. Морална одговорност е еден морален чин, кој е големо прашање дали воопшто дел од луѓето го имаат во себе, дали имаат морална доблест. За тоа не зборуваме. Најверојатно немаат ни морална ни професионална доблест. Ние зборуваме за она што се нивните законски обврски. Смешно е да се каже дека само на чуен глас или на поднесена пријава органите мора да реагираат. Не е точно. Ви имате делокруг, законска надлежност што треба да вршите. И не можете вие да чекате и спиете во канцеларија како инспекција некој да пријави некого за да отидете да проверите. Не, ваша обврска е вашите надлежности и делокругот на вашето работење да го проверите. А ако сте пазарен инспекторат имате точно што треба да проверите, ако сте управа за јавни приходи точно се знае нивните инспектори што проверуваат, трудовите инспектори што проверува, урбанистичкиот инспектор, градежниот и така натаму, кои се надлежностите на Министерството за внатрешни работи. Кога ќе го погледнеме се во ова што се случи, значи потврлање комплетно на сите институции на системот, односно покажува дека систем немаме, дека нашиот систем е разнебитен и дека не функционира. И тоа е трагично, затоа доаѓаме до вакви ситуации кои што навистина едноставно се толку трагични да се човечката психа често пати не може да ги поими. Ја не знам како поинаку да ви објаснам, во мирнодопско време 60 млади животи да изгубите е ненормално. Како инспекцијските служби требали и морале да одговорат? Ја споменавте вие дирекцијата и така натаму, меѓутоа има сплет на многу органи кои што тука се вклучени. Видете, инспекцијските служби во основа постапуваат за контрола на спроведување на материјалните закони. Например, Министерството за економија издава лиценци поврзано со разни делови од нивната надлежност, не ми е докрај позната. И согласно тоа има контролни механизми. Еден од тие контролни механизми на примена на законите е вршење на надзор. Инспекцијските служби се една од формите на вршење на надзор. Со цел зајакнување на контролата на примена на законите, ние изминатите 15-20 години имаме зајакнување на овие инспекцијски служби со формирање на инспекцијски совет. Инспекцијските служби имаат годишни планови, државните инспектори имаат определена посебна положба во јавната администрација и тие имаат обврска да постапуваат, имаат планови за редовен, но и вонреден инспекцијски надзор, но апсолутно имаат обврска ако дознаат било по допрен глас, било по пријава, било по анонимна пријава. Значи, тие се должни да постапат по истата. Како и да дознале инспекторите. Така да не може да кажеме ние дека примената на било кој закон, било да е закон за здравствена заштита, било да е за превоз на патници, било да е за угостителска дејност, ќе го оставиме на тоа да, како беше прашањето, мора некој да пријави, или? Да. По пријава. По пријава. По пријава одат во инспекција. Кој може да ги ограничи дека тие врз основа на вонреден план можат да излезат или врз основа на дебатна емисија да излезат и утре да извршат инспекцијски. Должни се да го направат. Должни се да го направат, тоа се разбира.
Да, тогаш прашањето е зашто сега одат во инспекции во сите објекти, како што беше најавено, или кога некако нема пријава? Должни се затоа постојат. Не може да постојат затоа што некој треба да пријави. Нивната надлежност, нивниот делокруг на работење е точно опишан во закон. И не треба тие да чекаат да добијат пријава. Тие секојдневно треба да вршат контрола на субјектите за кои се надлежни во делокругот на својата надлежност. Инаку сторуваат кривично дело со пропуштање на преземање на действија. Така е. Злоупотребата на службена положба се извршува и со неизвршување. Така е. А тие се службени лица. Тоа е основното практично плата. Така е. Добро, одиме на куца пауза за реклами, се враќаме во студиото. Да, на темата трагедијата која што се случи пред 2 дена во дискотеката Пулс во Кочани. Господин Давидовиќ, ја спомнавме кривично правната постапка, но сакам малку да ја разработиме и детализираме. Еден поранешен министер за економија е во притвор, заедно со државен секретар од истото министерство од тоа време, кој што ја издал лиценцата. Се истражува таму и веројатно фалсификатот лиценца, таа втората што била дадена. Поранешен директор на пазарната инспекција, неколку службеници и се разбира, собственикот на клубот, обезбедувачи, лице што продавало карти, како и лице проектант кој што дал мислење дека објектот ги задоволува оние стандарди. И уште неколку мина поврзани со целиот процес. И обвинителството, и МВР рекоа, значи вкупно станува збор за досега 16-17 краткотрајни притвори за обезбедување на докази. Веројатно да се види дали и кој од овие лица продолжува во понатамошната истрага. Меѓу нив не беше градоначалникот. Нити сегашни функционери. Нити сегашни функционери не видовме. Како изгледа ова? Мислам, навидум бројка на лица која што за почеток покажува еден тип на сериозна акција. Вие го потенцирате ова, ниту сегашни функционери. На кои мислите и зашто? Вака, сигурно знам дека и обвинители од основното јавно обвинителство Скопје се пратени на испомош, затоа што е ова стварно трагичен настан, кој што бара многу внимателно постапување и сериозно водење на истрага. Значи, обвинителите, тие за кои знам дека се во Кочани, се стручни луѓе кои што треба да ги констатираат сите пропусти, не само за настанувањето на пожарот, него и воопшто за функционирањето на таа дискотека, и дали ќе опфатат и сегашни и минати, тоа зависи од нив. Значи, Министерството за внатрешни работи е нивен помошен услужен орган, тие раководат со истрагата и на крај ќе излезат со свој согледување. Едно треба јавноста да знае. Ова нема да биде преку ноќ завршено, ниту е можно да се заврши, затоа што бара многу работа, утврдување на многу факти и многу сериозно мора да се пристапи кон ова, ако планираме како држава да заживееме како правен систем. Значи, овде имаме многу смртни случаи, каде што многу действија треба да се преземат, да се утврдат причините за настанувањето на пожарот, причините за настанувањето на смртта, треба да се определи кругот на луѓе кои ќе бидат опфатени со истрагата, таа најверојатно и ќе се проширува. Треба многу материјални докази да се обезбедат, многу органи да помогнат на обвинителството, како што се ОКТИВ и другите органи во Министерство за внатрешни работи, така да истрагата нема брзо да заврши, а одговорите ќе ги добиеме дури тогаш кога ќе имаме процесуирање на предмет и судска одлука. Само тогаш ќе можеме да зборуваме. Мислите ли дека се политизира истрагата или не?
во мигов не можам да кажам, верувам дека обвинителите својата работа ја работат. Она што се случува и со што лицитираат политичките партии, да, тоа е веќе нешто на што сме навикнале за добивање на некои дневно политички поени. Верувам дека обвинителството ја работи својата работа и дека секој сериозен обвинител не може да остане имун на ваква трагедија. И верувам дека до крај ќе истражат и ќе ја процесуират својата работа. Но, ќе видиме на крај кој ќе биде резултатот, затоа што премногу време се заскрива работите и се става под килим. Сето она што се ставаше под килим излегуваше многу полошо и еве ни се случи и ова. Секакво заскривање и ставање на ѓубре, било какво, под килим, секој прикривање на поединец ќе не чини многу. Затоа многу сериозно, без оглед коево прашање, минат сегашен, било кој, на било која функција и позиција, доколку има било каква одговорност со настанов, мора да одговара. Дали, веројатно не е кривично правниот дел во вашиот домен, меѓутоа, кога ќе се спомене дека инспекцијски служби или инспектори од поранешната, од времето на државната инспекција од пред една година се во притвори, се прибираат докази, се поставува прашањето, логично, дали и во оваа една година, откако е сменето раководството, може да се зборува за одговорност во постапувањето на инспекцијата? Самиот овој настан укажува на тоа дека постои, на почетокот кажав, сите индикатори. Практично, ајде ако го анализираме настанот, дали било кој аспект од правото е запазен во функционирањето на овој објект. Дали можеме да издвоиме нешто што ќе кажеме дека добро во овој дел, пример, општината Кочани постапила добро, Министерството за економија постапило добро, дирекцијата постапила, значи, со оглед на тоа дека ние во самиот настан покажува на тоа дека баш никој не постапил тоа што треба да го заврши и да го направи. Со оглед на тоа, можеме да зборуваме дека станува збор за епидемија на непостапување, на неработа. И затоа на почетокот само кажав дека ова е индикатор на пропадната држава или нефункционална држава по критериумите кои ги утврдува Обединените нации. Значи, едниот од критериумите кој е битен е дали државата има суверенитет на својата територија во смисла да ги применува законите. Тоа е едниот. Второ, дали граѓаните имаат доверба во државата во нивна заштита. Ако одговориме на овие прашања, дека е потврдно дека ние имаме доверба во државата да не заштити, тогаш ние можеме да кажеме дека имаме некаков. Но во моментот, мојата перцепција и во разговорите со сите е дека и после овие сите случаи кои резултираат не само со жртви, него сите резултираат и со немање на конкретна одговорност. Не само на конкретна одговорност, немање на промена на системски решенија, немање на институционална меморија. Значи, ова што го кажа соговорникот, клиентелизам, државата е деинституционализирана. Па каде се носат одлугите дали се носат во државните институции или во партиските стабови со партиски консултации? Дали лојалноста кон партијата или оној кој е на власт, било кој да е основен критериум за некој да напредува. Да, лојалноста е битен критериум на некој кој прави свој тим. Меѓутоа, тој треба да биде комплементарен со професионалниот лик на било кој човек. Според тоа, ако само лојалноста преовладува како критериум, тогаш можеме да очекуваме дека интегритетот на вработените во овие служби кои работат за контрола на примена на законите, практично можеме да очекуваме дека темната бројка е, така да кажем, на криминал, поврзан со елаборати, лиценци, дозволи за работа и така натаму. За противпожарна заштита. Противпожарна заштита. Можеме да очекуваме дека е многу голема.
Не, тогаш значи ли ова дека овој случај еве и за двајцата кој што своји корени влече, рековме веќе од 2012-13 година кога почна да работи, и дека ако овде се отвори таа Пандорина кутија, тука може да се отвори еден кривично правен настан кој што ќе трае со години и во кој што 100-200 луѓе можеби ќе треба да бидат обвинени. Вака, Или не оди тоа така во правото, затоа да прашам. Не, оди. Ако навистина сакаме да ги расчистиме работите, оди. Не го поставивте едно добро прашање, што со сегашниве кои дали можеле кога стапиле на власт да преземат мерки и действија за да го спречат ова. Интересно е прашањето кога почнала вашата одговорност како функционер. Гледам дека во општество не е баш многу никому јасно дека мигот кога ќе ја добие функцијата и ќе смести својот заден дел во фотелјата и ќе добие плата огромна и обезбедување и полициски придружби, не ги добива правата само. Ја добива одговорноста истиот миг. Не може да се вади никој на предходниот треба да одговара во секој случај, но и ти си одговорен во мигот кога ќе седнеш за се она што си можел, си знаел или си можел да знаеш дека не чини, а си требал да го поправиш, да го исправиш, за да обезбедиш нормален развој на државата и сигурност на граѓаните. Не можеш да сметаш дека ако денес добиеш функции, добиеш права и добиеш обезбедување и те возат со сирени и трошиш државни пари, денес ги имаш правата, ама одговорностите ќе ги имаме за 5 месеци. Не. Истиот миг си одговорен. Истиот миг треба да ја понесеш одговорноста. Без оглед колку време си во фотелја. Ако ти си се нафатил да ги менаџираш и да раководиш со државата, истиот миг кога ќе почнеш тоа да го правиш, со правата стапуваат и твоите обврски и одговорности како функционер. И на тоа треба да се научиме. Неказнивоста се провејува како еден сегмент кој што и во вакви катастрофи дава за право на луѓето да се чувствуваат комотни, на функционерите зборувам да се чувствуваат комотни. Изгоре модуларната болница во Тетово и обвинија неколкумина доктори во делот на менаџирањето на болницата, меѓутоа ниеднаш не се открија вистинските причини како дојде до тој пожар, какви материјали беа вградени во тие кабини каде што се лекуваа болни од ковид, не беше тоа обична амбуланта, тоа беше болница. Колку ваквото непостапување и понатаму не влече и направи да не веруваме дека можеби и сега ќе да ни се случи истото. Па тоа е основната лекција на казната. Казната има две цели. Специјална превенција, човекот кој се огрешил, него да го изолира, и генерална превенција, да пренесе порака на сите оние кои се осмелиле или сакаат да се осмелат, дека ќе ги стаса одговорност. Сега вие, ако имате ситуација кога континуирано може да видите дека не постои одговорност, а има различни видови на одговорност. Кривична, дисциплинска, политичка, тоа се веќе политичката е најблиску врзана со моралната одговорност. Значи, ние некогаш велиме, например, тој не може да знае. И навистина не може да знае некој секаде во секој момент што се случува, меѓутоа некако затајуваат, освен што затајува оваа политичка одговорност, мојот впечаток е дека затајува и дисциплинската и кривичната одговорност. Значи, ако не затајуваат сите овие елементи на одговорност, значи, што значи тоа кривична одговорност? Дека дали имаме сега ние осудени инспектори за злоупотреба затоа што не извршили инспекцијски надзор? Или констатирале состојба која не е соодветна на фактичката состојба? Или треба да чекаме да ни изгори некој клуб? И тука доаѓаме и до прашањето, кој ги контролира па инспекторите? Кој ќе начува од чуварите? Од тука апсолутно морам да потврдам дека феноменот на немање на одговорност дава порака
дека и следното може да биде избегнато, одолговлечено. А луѓето, јавноста, во секој случај ова се травматски настани, тие се одолговлекуваат, судските просоци, адвокатот, не сигурно... само овие, ние можеме да се вратиме и наназад и на авионските несреќи и на други кои што се случија. Процесната правда не е секогаш така брза. Ако имаме стотина луѓе обвинети, како што велите, тогаш злоупотребата на процесната правда, недобивање на покади, несоодветна достава, напуштање на државата, повторување на постапката, тоа се може да оди до недоглед, односно до неколку години постапки. Каква е таа правда ако не е сега брза и заснована на закони? И каква порака пренесува на граѓаните? Морам да кажам за модуларната болница, она што прашате. Никош не беше покрената постапка истрага за причините зошто изгоре болницата. Беа судени докторите заради примена или непримена на прописите во врска со ковид. Ние до денешен ден обвинителството никош не покрена постапка против одговорните. Имаше предистрага, но таа некоја филка затворена. Но не се процесуира за да добиеме виновник, одговорен по име и по презиме за целиот настан. Ние тоа време министерот за здравство, директорот на фондот, директор на не знам што, само напредуваа политика и стана председатели на партија. И како очекувате вие утре народот да има... дека ги загубија масовно изборите после тој настан. Навистина ми е жал за нив. Не, сакам да кажам дека страшно настрада, страшна казна добија, што не се на власт. Сакам да кажам дека граѓаните не забораваат. Да, но не е тоа, не е тоа суштина. Суштина е да имате и кривична одговорност. Нормално. Да, не само на изборите да ги изгубите изборите. Сега ги изгубиле изборите, кроз 5 години ќе дојдат повторно во истите фотели, со истите ментални склопови, со истата непрофесионалност и некадарност. Ние уште паметиме како во 90-тите единствен министр што поднел оставка одморално е Антони Пешев. Така. Да, и сега тоа го зборуваме како некој пример за некоја голема доблест и храброст, што треба да е нормална работа. Мислам, добро што тоа го направил, се разбира. Но денеска се соочуваме со прашања од типот зошто воопшто да зборуваме за морална одговорност во ваков случај. Имаме ситуации каде што повторно ќе се навратам, не изгинаа луѓе. Луѓе кои изгубија своите животи токму ради корумпираност и непостојање на системот. 90-тите години имаше поголем морал и во политиката, и во системот, и во институциите, подобро работеа. Јас мислам дека имаше дури и судството и правосудството имаше многу поголема доверба и имаше луѓе кои што беа авторитети, кои што и ден денес се живи, само се во пензија, а кои што беа авторитети во своето работење, кои што успеа да не подклекнат на политичките притисоци. Нешто со што денес судството и обвинителството не може да се пофали, за жал. Колку сите овие работи влијаат и можат да влијаат во довербата кај граѓаните, дали се чувствувам безбедно на улица или не? Ова е прашање кое е апсолутно во моментот, не само во моментот, и месеци наназад е навистина високо на агендата на граѓаните. Значи, неодамна беше сообраќајката на Партизанска. Се уште е свежо. Истражувањата, ние имаме сега и Факултетот за безбедност ќе прави пак истражување, меѓутоа истражувањата покажуваат дека перцепцијата за безбедност на граѓаните е на високо ниво во однос на корупцијата, во однос на довербата кон институциите. Тука најдобро стои во континуирано во истражувањата армијата. Меѓутоа, генерално сите институции немаат високо ниво, особено судството најмногу се експлоатира овој месец, меѓутоа не толку сјајно стојат и другите институции, тоа е променлива категорија. Јас
видете, овој трагичен настан мора, ако сака да се направи ресет на системот, ние мораме да направиме се, не знам, не сакам да избегам темата. Меѓутоа ние имаме ако од безбедносен аспект зборуваме, национална концепција за безбедност и одбрана донесена од 2003 година. Таа национална концепција за безбедност и одбрана имаше држава на север од нас Југославија и се уште Косово не го имавме признаено. Што сакам да кажам со тоа? Дека безбедносното обкружување, не бевме членка на НАТО, таму вика ќе станеме членка на НАТО. Безбедносното обкружување, безбедносните ризици, предизвици, создавањето на системот за заштита и спасување, системот за управување со кризи, во рамки на целосниот безбедносен систем, сега не соодветствува. Ова е добар момент, било која да е влада, да се создаде експертска група, да направиме ресет на националниот систем за безбедност. Значи, ова е добар момент. Зошто? Затоа што овие институции, особено бидејќи позади нас имаме анализи на меѓународни, на Европската комисија, истражувања наши, дека системот за управување со кризи и заштита и спасување од 2007 со пожарите, 2014 поплавите, 2015 Вејце Тетово, 2016 Стајковци, 2021 Пехчево, 2020 ковид, континуирано покажува овие системи се критични, иако вазви делуваат можеби не толку забележливи, ама преку Дирекцијата за заштита и спасување, ние сега го ангажираме и го активираме Европскиот механизам за цивилна заштита, кој ни ги презема децата да ги лекуваме во европските држави, во државите во соседството. Значи, овие, иако навидум не се на линијата, имаат многу критични надлежности. И тие треба да се инкорпорираат во рамки на Министерството за внатрешни работи, како што е најчесто во соседните држави, во европските држави. Тоа е еден чекор, значи сега од аспект на истражувач кој пишува во оваа област, можам да го дадам како препорака. Не можам? Да. Колку овој случај може да биде некаков тип на, иако тоа не звучи премногу оптимистички кога вака која ќе прашаме, но може ли да биде пресвртница во делот на постапување на обвинителството, судството, полицијата, инспекциите и сето она, бидејќи кога ќе отидат 59 млади животи е поразлично од некоја обична трагедија, би рекол, ако секоја трагедија сама по себе е 100% болна за тој што ја доживува. Ја видовте реакцијата на граѓаните. Ја видовте реакцијата на младите, на луѓето им веќе доста од губење животи, доста ни од пропаѓање и живување на народот и губење на животи тек така. Доколку политиката се тргне и обвинителството навистина ја работи својата работа без да дозволи политиката и политичарите да се мешаат. Доколку ги спроведе сите мерки, действија, техники и ја спроведе истрагата како што треба, може да биде чекор за живување на оваа држава и на некаква си правда. Ние многу мораме да работиме на тоа. Мораме да го деинсталираме системот на партиотизам во Македонија, бидејќи овде нема патриотизам, него е партиотизам, се е во име на партијата, институциите се партизирани и така натаму и така натаму. Судството мора да заживее, образовниот систем мора да заживее. Мораме на младите да им покажеме дека е добро да останат во својата држава, да не се селат, ама ние тоа не го правиме. Значи, мораме чекор по чекор, полека да го деинсталираме системот на партизираност, на корумпираност, поврзаност на политикантите со тајкуните и да почне државата полека да заживува. Да почне да биде граѓанска држава, не партиска држава. Добро, гледате ли во овие први потези во однос на справувањето со оваа криза, можност за такво нешто? Се надевам, искрено се надевам.
покажуваат некои луѓе, обични луѓе кои работат својата работа, голема доблест и голем хероизам. Не е лесно да се справите со она што таму ќе го видите. Таму пожарникарите работеа. Таму работеа луѓе од Министерството за внатрешни работи. Таму работеа медицински екипи. Можете да замислите, тие луѓе не се ни спремни психички на тоа. Тоа ми дава надеж. Да. Добро, тој дел, да речеме, барем здравствениот во одговорот на кризата, делуваше брз и ефикасен со овој систем кој што и вие го споменавте за брзо преземање. Не знам, немам информации, меѓутоа ќе ви кажам дека Законот за управување со кризи дава одредени надлежности на општината. Градоначалникот е должен советот на општината донесува проценка на загрозеност и во делот на природни непогоди и други несреќи, и во делот на проценка на ризици и закани од сите опасности, а градоначалникот се грижи тие да се спроведуваат. Во таа смисла, системски, што би значило тоа? Дека градоначалникот во 3:15 би бил на лице место, би знаел како изгледа планот за и проценката, кои се ризиците, и би се вклучил во координација на целиот систем. Јас, за жал, сега во моментот немам информации, а тие се многу критични елементи од самиот настан, како тоа се одвивало. Дали кога стасало Министерството за внатрешни работи, дали го обезбедило лице местото, дали кога стасале пожарникарите, дали пожарникарите им било дозволено да ја работат својата работа, затоа што тоа е паника и така натаму и така натаму. Во таа паника може некој повеќе да загрози животи отколку дали има симулацијски вежби што се критични за вакви сценарија. Значи, ние во рамки на овие системи имаме стандардни оперативни процедури, но за ова никој не може да не подготви. Дали главниот штаб во рамки на, ако е веќе ова, видете, кризна состојба по дефиниција е загрозување на безбедноста од поголем обем. Дали ова не е кризна состојба? Па ја би рекол дека е кризна состојба. Директорот на Центарот за управување со кризи или други членови на управувачкиот комитет, министерот за внатрешни, транспорт и врски, здравство, надворешни работи, кабинетот председателот на Републиката, тие можат на нивно барање да побараат на дел или на цела територија да се прогласи кризна состојба и сите ресурси да се... Дали е тоа направено? Во рамки на Центарот за управување со кризи, согласно закон, ова е обврска, не кажувам сега за можност, се формира главен штаб кој ги координира, има задача да ги координира сите овие аспекти на несреќата. Да ги координира медицинските тимови, да ги координира припадниците на Министерството за внатрешни работи. Ако има потреба да се ангажираат припадници на армијата на Република Македонија. Дали е тоа направено? Јас во моментот, врз основа на изјавите од неделата, немам таков впечаток. Дека имаше координирано известување и навремено поврзано со димензијата на несреќата, навремено комуницирање со граѓаните. Луѓе си ги бараа по Facebook децата. Сите го знаете тоа. Немам впечаток. Напротив, имам впечаток дека ова беше кривично правен настан. Видов и различни изјави од различни носители од извршната власт. Мојот академски бекграунд или она што сум го студирал подразбираше дека јавниот обвинител или треба да излезе и тој да ја даде конечната информација поврзана со настанот и да има континуирано информирање на јавноста. Добро, го има, мислам, на терен е постојано и јавниот обвинител и дава изјави. Да, но се формира кризен штаб. Има кризни мислите, како да има двојство во Не сакам да алудирам на тоа, но можно е да има. Но како и да има двојство и да има несогласување, тој кризен штаб мора на ваква масовна траума да комуницира со јавноста со цел да не создава нови трауми во општеството. Немам впечаток дека таков во моментов систем има.
Добро, јас ви благодарам што бевте вечерва гости на телевизија 24. Останете со нас, следува и најновото издание на вестите. Пријатно.